Почитувани пријатели, ви посакувам Божји благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. За денес ќе размислуваме на тема пораката на Библијата. Апостол Павле во 2 Тимотеј или второто писмо до Тимотеј вели вака: Целото писмо е од Бог вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божјиот човек совршен и подготвен за секое добро дело. Тоа е 3-то поглавје. Пораката на Библијата. Библијата ја открива вистината за Бог. Сите тврдења во Библијата се вистински, вистинити. Како прво, Библијата, самата книга, тврди дека е Божји збор, од Бог вдахновен. Бог сака ние да комуницираме со Него. Бог сака да комуницира со човекот и тоа го направи. Само во Стариот Завет над 3000 пати е употребена фразата вака зборува Господ или Бог рече. Библијата е единствена света книга во која Бог се откри себе си како вистински Бог. Не постојат други писмени извори со божествена вистина освен Библијата. Сите други, така наречени свети списи, свети книги се само човечка творба, без божествен авторитет. Што значи Библијата е Божји збор? Кога читаме Библија, ние ги читаме Божите зборови, како се објавил Бог на човекот. Како второ, Библијата, како таква, или Светото писмо, дава одговор на најсуштествените прашања во животот. А сите ние имаме суштествени прашања. Од каде сме, зошто живееме, каде ќе одиме и така натаму. Низ сите векови во историјата луѓето секогаш се свртувале кон Библијата за основните прашања на животот. Како што реков, зошто постоиме, што ќе се случи со нас кога ќе умреме и така натаму. Писмото објаснува дека Бог како личност го создаде светот совршен во секој поглед. Меѓутоа, во него влезе гревот и го расипа Божјиот совршен план. Но таа, Библијата, го открива и Божјиот план за спасение. Тие се најдлабоки прашања што му се важни на секој човек. Ако сакаш да знаеш што ќе се случи со твојот живот по смртта, мора да ја отвориш оваа книга Библијата. Како трето, Библијата ја открива Божјата природа. Каков е Бог? Таа го открива карактерот на Бог. Ако сакате да знаете каков е Бог, треба да ја читате Библијата. Поинаку нема да знаете. И Бог се открива како праведен Бог, како љубов, како вечен, совршен, семудар и така натаму. Бог е создател на целата вселена, на човештвото и на сиот животински и растителен свет, па и на нас луѓето. Библијата открива дека тој е, како што реков, љубов, праведен, свет, сегде присутен, вечен и сезнаечки. Ако не ја читате Библијата, ништо нема да знаете за карактерот на Бог. Како четврто, Библијата ни покажува како да стигнеме до тој Бог. Бог се откри, но на кој начин ние можеме да го достигнеме Бог? Постои само еден начин да стигнеме до Бог, а тоа е следново. Исус рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Тоа е запишано во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих. Пораката на Библијата е многу јасна. Постои само еден Бог, Бог кој постои и кој сака да воспоставиме контакт со Него. Тоа може да се случи само преку Исус Христос. Тој што ќе го признае Исус дека е од Бог испратен Божји син, го има и таткото. И само преку Исус се доаѓа при Бог таткото. Зашто никој не може да дојде при татко ми, освен преку мене. Тука се исклучени сите личности во историјата, освен Исус како единствен посредник. Како петто, Библијата ја открива крајната дестинација на оние што го отфрлат или што не веруваат во Исус. Тие што го отфрлаат Христос и пораката на Библијата,
ќе се најдат во најнепосакуваното место, а тоа е, за жал, пеколот, сулфурното езеро. Тоа не е некоја црковна измислица за застрашување поради авторитет и власт над луѓето, туку реално место на измачување. Апостол Павле вели во пламенен оган за да даде одмазда на оние кои не го познаваат Бог и кои не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос. Тие ќе бидат казнети со вечна пропаст, далеко од лицето на Господ и од славата на неговата сила. Тоа е запишано во 2 Солуњаните 1 глава. Потоа апостол Павле во Филипјаните 2 глава вели и секое колено и јазик ќе се поклони пред него, за слава на Бог Таткото. Со еден збор Библијата открива дека по смртта постои суд за тие што ќе ја отфрлат незината порака. Како шесто, Библијата има цел и историја. Библијата не е серија со неповрзани настани. Таа ги покажува сите настани кои имаат само една цел. Во Библијата има почеток со ветувања, а и крај со исполнувања. Го опишува развојот на сите цивилизации, го опишува светот и неговото совршенство и завршува со нов свет небесен, каде што ќе нема грев. Го опишува создавањето на светот и неговиот крај. Но кога овој свет ќе заврши, имаме небесен свет, Божи свет, Божјо царство, каде што Бог царува со неговата црква и со сите негови созданија. Седмо, Библијата е основа за науката. Што значи сега тоа? Некои можеби тоа нема да го земат предвид, сметајќи дека Библијата не е научна книга но мора да се знае дека Библијата непогрешливо зборува за темелите на науката. Многу нешта однапред се кажани во Библијата, иако науката се уште не била развиена. Например, во Јов, во Исаија, кога ништо не се знаело каква е земјата, уште во тогашно време вели кругот земалски. Како осмо, Библијата има стандард на правилно и погрешно. Многу нешто од нашите современи концепти на законот се базираат врз Библијата. Таа ги има поставено сите стандарди на добро и на лошо однесување. Многу сегашни закони во различни земји низ светот се врз основа на библискиот морал. Девето, Библијата ни кажува како да живееме успешно. Таа ги опфаќа сите области на човековото однесување. Ова ги вклучува односите помеѓу мажите и жените, родителите и децата, работодавците и вработените, пријателите и непријателите и така натаму. Етиката и моралот се секогаш поврзани со верувањето во постоење на Бог и како резултат на таквата вера се создава силен мотив на послушност и одржување на се што е добро, доблесно и честно. Како десето, Библијата дава одговори на потребите на човекот. Христијаните се зависни од ветувањата на Библијата дека Бог ќе ги задоволи нивните секојдневни потреби. Апостол Павле вели: а мојот Бог ќе ја исполни славно секоја ваша потреба, според своето богатство во Исус Христос нашиот Господ. Во книгата на Евреите се зборува за Божјата грижа во секој период од животот и вели: јас никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Тоа е советување од страна на Бог кон човекот, кон верникот. Библијата не зборува само за некои општи нешта, туку дава и практична помош на поединецот и на секој што бара помош од Бог. 11. Библијата ветува дека ќе им даде благослов на сите кои ја почитуваат, кои се послушни на незината порака. Бог на сите генерации ги учи да ја земат и да ја читаат. Во книгата на Исус Навин е запишено вака: книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста. Размислувај за него дење и ноќ, за да пазиш верно се што е напишано во него, зашто само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во своите потвати. Тоа е запишено во 1 глава. Тие што размислуваат на Божјиот збор
и што имаат стравопочет од напишаното, Бог ќе им даде благослов. Вели понатаму, па мојата рака го направи сето тоа, и така се тоа настана, зборува Господ. Но, кон ово јас ќе погледнам, кон бедниот и кон човек со поразен дух, кој трепери пред мојот збор. Тоа е запишано во Исаија 66 глава 2 стих. А во првиот псалм, во првиот и вториот стих се вели вака: Блажен е човекот кој не оди по советот на нечесните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите или подбивачите, туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќе. И 12. Библијата е напишана со цел да создаде вера во Бог, вера во Божиот Син Исус Христос и во тоа име секој да добие вечен живот. Зашто е запишано? А ова е запишано да верувате дека Исус Христос е помазаник или Божи Син и верувајќи да имате вечен живот во Неговото име. Бог најде за сходно да разговара со нас. Бог како создател на сите луѓе сака да воспостави врска со секоја личност, па и со тебе. И на самиот крај, Библијата не е само книга, туку таа е повеќе од книга. Книга на животот. Таа јасно тврди дека е Божи збор, како што реков, кој го менува човечкиот живот, како што Павле вели, кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Господ Исус може да ти даде нов живот, исполнет со радост, со среќа, без страв и така натаму. Таа ги дава одговорите на сите основни прашања што му се потребни на човекот. Пред некој ден го дадов и своето лично сведоштво, како сум поверувал во Исус Христос. Кога почнав да го читам ова писмо или Библијата, Бог ми проговори и станав нова личност. Бог нека ве благослови и вас, почитувани слушатели, гледачи, и нека ве води и нека ве чува од секое зло. Нему слава во сите векови. Амин.